Денеска сме во Струмица, заедно со представниците на локалната самоуправа од Струмица, Ново село, останатите општини, со представниците на повеќе ловечки друштва, нивните председатели и членови, се со цел да разговараме и дискутираме околу перспективите, тековните проблеми и можностите кои што ги нуди целиот овој сектор, се со цел да креираме нови перспективни политики во област. Од тука најавуваме дека од утре започнува полагањето на ловечкиот испит од Пекчево за сите оние кои аплицирале од општините Македонска Каменица, Виница, Берово, Делчево и Пекчево, и во следниот месец околу 500 до 600 кандидати кои што со години чекаат да полагаат, веќе ќе им биде овозможено. До крајот на летото овозможуваме за околу 2000 апликанти кои што во претходните 2 години аплицира, но не беше возможено полагањето на ловечкиот испит. Ги помиравме измените на законот за ловство, го укинавме електронското полагање, сега ќе се полага во 2 дела, во еден ист ден и со многу помалку трошоци за оние кои што аплицирале и кои што сакаат да добијат уверение за положен ловечки испит. Ги поедноставивме процедурите, но тоа значи и повеќе пари и за ловечките друштва, нови членови, но и наш целосен фокус на овој сектор. Токму затоа, со измените на законот за ловство кој што ги направивме, со укинувањето на електронското полагање кое што беше само во Скопје и кое што сега ќе се одвива низ територијата на целата република, од Пекчево започнува полагањето на ловечкиот испит на 9 јуни, продолжува на 22 во Кичево, на 23 во Скопје, на 29 во Струмица и на 30 јуни во Крива Паланка. Но паралелно ги продолжуваме и разговорите со Федерацијата, со сите концесионери, со ловечките друштва, се со цел до крајот на годината да имаме нова законска регулатива, каде што ќе ги разрешиме овие долгорочни проблеми кои што ги имаат представниците на ловечките друштва и навистина ќе уведеме една нова регулација на овој значаен сектор кој што е за целокупната држава. Благодарам.